Откако министрите во владата од редовите на ДУИ поднесоа писмени оставки од функциите до премиерот Димитар Ковачевски, а во насока на исполнување на едно од барањата на опозицијската ВМРО ДПМНЕ со цел да бидат изгласани уставните измени со што би се деблокирала евроинтеграцијата на земјата. Од власта денеска повторуваат дека на потек сега е лидерот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицкоски, да како што велат покаже државнички капацитет и одговорност. Добар ден и добро дојдовте во ова најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Од ВМРО ДПМНЕ пак велат дека остануваат на ставот. Потребни се избори, не за уставни измени под бугарски диктат. Потребата за носење на уставните измени минатата недела го мина комисискиот филтер, но пленарната седница е закажана за 18 август. Да ги слушнеме изјавите од двете страни кои што се во интерес на нашата тема денеска. Па за уставните измени ставот наш е јасен. Ние нема да поддржиме промена на устав под бугарски диктат. Сето ова кое што се случува е само еден театар. Ние го повикавме Џафери веднаш да закаже седница на парламентот, па да видиме одма, не мора да чекаме до 18, па да има тука театар, тие зборуваат, овие им реплицираат. Ајде еднаш за секогаш да завршиме со оваа тема, да видат дека нема 2/3 кои што се потребни за промена на уставот и веднаш втора точка да биде распуштање на парламентот. Со претходно донесените одлуки на Централниот одбор на СДСМ, како и со последната одлука на ДУИ, сите услови кои ги постави Мицкоски за ДПМНЕ да ги поддржи уставните измени се исполнети, вклучително и влада без ДУИ. Ставајќи го државниот предпартискиот интерес, СДСМ и ДУИ покажуваат одговорност кон врвната стратешка цел, а тоа е европската иднина на земјата и сите наши граѓани. Токму за оваа тема за која што ќе разговараме денеска, може да ни се јавите на телефонските броеви 0260 91 924 или 925 за оставки на министрите од ДУИ, кои што се оставките на министрите од ДУИ се депонирани, блеф или државнички потек. Сум заборавил едно тережија, ќе го додадеме кај оставките. И при тоа да го кажете своето мислење по однос на тоа што е предмет на расправа во ова издание на Очи во очи. И доколку имаме некој на линија, може да одиме веднаш со вклучување. Добар ден. Добар ден. Да, повелете, добар ден. Поздрав до телевизија. Благодарам, поздрав, погласна режија. Повелете. Да намалиме телевизор. Повелете. Свака сега. Слушайте сега. Погласна режија. Уставни измени ме интересира прво за ова што е најактуелно, што е најстрашно нешто за Македонија. И понижување за нацијата. Ови договори треба да се пазаруват, ова се кривично дело, а оврска на судот да и пресуди. А судот е подплатен, председателот исто оврска му е да бране државата, Стефан да не награди дава тамо на спорти, само се занимава со глупости. Ови уставни измени, кои ги договорите што ги правиле, дали знае опозицијата? Не. Дали е на седница приговорана? Пазарувано и договорано. Патни гарганите. Значи, овои договори се лични, пазарувани и откажување се што македонско. Од телевизијата, не зборам, од спорта, од се историја, да се брише се, да биде бугариштина, Бугарија. И Арно кажа, да се сетам и неизвите увао, министра на Бугарија, Никола Милковите се враќаат црните времиња, кога убиваме, тепаме, селаме, усилуваме се у Македонија. Се у Македонија вршиме, се тие времиња се враќаат. Доли да го посекуваме, кој смее да го гласа во и кој го посекува, кривички одговара. Кривично се промени на власт. Независни суди ќе се постават, доста се овие суди што ги поддржуват. За темата ќе ве молам да зборувате. Така. Значи, штетно е. Штетно е, а... Да, истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Овој чин што го направија денеска министрите на ДУИ, јас го земам во предвид како државнички потек. Ќе кажете зошто? Еве зошто.
Нас ми се какви такви соседи, Бугарија, Грција, Албанија и да не набројувам. Кога веќе Албанија има прилики да оди во Европската Унија, ќе има, нема ваков проблем како ние, со нашава опозиција. Ние немаме работа со Бугарија, туку со опозицијава имаме проблем. Сакаат сите како албанци. Јас не ги жалам, например, македонците што живеат во Албанија, од Кусте со двама од тамо. Тие полесно нема со бугарски пасоши или со вакви и такви да одат во Европа по добар живот, например. Ќе си имаат албански пасош, нормално. Јас со овие потези што ги прави нашата опозиција, ги жалам македонците што живеат во Грција, посебно во Бугарија. Во Грција малку почна да дува добри ветришта, ама Бугарија како ние ќе им помогнеме на македонците што се во Бугарија? Во Софија ќе им ги бараме правата. Мораме ние во Брисел само кај што треба да се расправаме пред нив. Сите луѓе паметно не зборуваат. Дајте, ќе ви помагаме, ама ќе се распадне Европска Унија додека влеземе. Па и Југославија што бевме ние да несреќни, што бевме во таа голема држава, уште посреќни ќе бидеме што побрзо да влеземе. Колку години треба да чекаме? Нашите деца со бугарски пасоши да ги праќаме тамо. Па, дојде Југославија ред, како што се формирала, почна да се јавуваат некои струи такви за разделување и ние се разделиме. Што е тоа толку чудно ако некоја држава се распаднела? Пак си останеме Македонија и македонци. Затоа јас се чудам, цел работен век како просветен работник сум го поминала со албанци, ама имало напредни луѓе и се горде. Истеше времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Јас ви благодарам што дојде моето време. Диме од Скопје, добар ден, почитам од. Повелете, Диме. Значи вака, единствен лидер кој што не е во Народниот дом на демократијата, а е обседнат со црнила, докажано, тоа е Мицкоски. Лидер кој што се заканува дека ќе влече за уши мојата татковина ја нарече мочуриште, а не го знае соодветно зборот, значењето на зборот апокалипса, па дури и тој го употреби. Дека Македонија, мојата татковина, има апокалипса. А да не заборавиме дека и оно што се случи кај Маврока, ама ич не го посакував тоа, простете, пукањето било наменето кон него. Наводно му се спремало атентат. Ја не знам, капак на сето ова е најбезобразното со закана неговите сопартици да подпишат нотарски акт. И ако ние чекаме од ваква особа, да не кажем човек, иднина на нашата татковина се лажеме. Затоа, дали се тоа е театар или гимнастика, како што милува да кажа, нема да биде. Ке биде правото нешто што го заслужува нашата сакана Македонија и нашите сакани сограѓани. Значи, точка со извичник. Уставот ќе биде отворен и Македонија ќе чекори напред, а после тоа до него ќе следува голем прашалник. Благодарам. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Здраво, здраво. Здраво, повелете. Оставките на министрите од ДУИ брефи или државен му удар тоа оставки. Како бе ДУИ така да оставки да подпише, да даде оставки? А на хартија само било, нели? Овој претходникот со не сакам името да му го спомнам, го нарече Мицкоски Рибрал Климе. Го повикувам нека не татковината негова, нека каже Република Македонија, а само неговата татковина. Он е само за бугарофил и друго ништо, нема врска. Ке ве замолам да не зборувате за другите гледачи, господине. Не да се извинувате, ги знаете правилата, ве молам престанете тоа да го правите. Од ДУИ што го прават сега нема друг излаз, мора тоа да го прават сега. Ве под паролоката на СДС испадна, демек
што се кале ВМРО, ете сега дават оставки министрите. Абе, каков блеф е тоа е пребаранство на нешто, на државата. Само и само уставна. ВМРО не смее да влезе у собрание, не да гласа за уставни измени. Ути ВМРО не е тоа, народот е ВМРО. Ние народот сме ВМРО. Ние штитиме Македонија. А такви како некои поединки, тие се да се смена одма уставот. И ништо нема да биде, се си била, а не да те паа у Скопје или кај беше таму пред Маврока, се испотепаа бугарите. И што ни прават и какви зборови ни праќат. И ние да ставиме уставот бугарите. Какви бугари, какви бакрачи, никако. Мицкоски слуша сигурно и некој од ВМРО. Влезела ли у собрание да гласат, да се отпишат од животот, више не. Народот Без е ВМРО, такви изрази ќе ве молам вие да не кажувате кој да се отпише од животот. Срамота. Не, срамота е вие ова што го зборувате, исклучете го гледачот. Срамота е вие ова што го зборувате. Да треба да ве опоменувам како мали деца. Следен на линија повелете. Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Да кажем нешто за председателу, која обврска му е да брани државата, а он тоа исто јавно кажа, кој ќе смене татковината, ќе му ја барам душата. Обврска му е да брани државата. Бугарите треба да се ја барат, и тоа јавно кажа, да си ги барат правата у Страсбург. Зошто се променува сега? Или на сметка некои пари му стават? Граѓанските пари. Други е штетна партија. Од почетокот се виде кој учествува во ВВ. И сега ќе оценува македонска земја, ќе си дајме оставка да се мене уставот. За гласање на уставот. Какво мислење, какви идеи предлага? Абе, не е само народот, ова партијата, во е народот. Он против народот оде. Народните права. Народните, значи, слобода. Народните загрозување, со последици народот страдат. Тоа не може да види. Тоа е и да не покушуват да менуват, оти народот ќе ги сруше, народот ќе ги спрече. Да знаат, овој османи што се требаше здравство се појаве, 19 милиона криминал направи. И го заложува народа еднината е. Какво еднина бе? Ајде си ти у Албанија, па македонци там да прават Македонија. Како ќе се осекаш? Ова невидено нешто, ово. Што се случува, ама судството е подмитено многу, тоа прави. Судството е толку дебело платено и советниците да нестабилна права државата и уништува државата, задолжува државата, сиромаште влада. За темата ќе ве замолам да зборувате, господине. Благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Бидејќи Дуи милува често да се поведува од меѓународни фактори, политичка партија, ајде да се подсетиме на неколку изјави на европски емисари, во минатото и сега. Еве, например, Јоханес Хан, 2018 година, септември 14. Вика, доколку Македонија не го промени името сега, ќе чека влез во Европска Унија со децении. Значи, измина 5 години од таа изјава. Сега чешкиот министер Липовски, ако не се лажам, Липавски, вели нема да има други бугарски блокади, ама не можам да гарантирам, вели. Сега, дуи интересна работа, вика дека Македонија ќе биде изолирана, односно дека Албанија ќе напредува, а баш од ноември наваму, колку што гледам, Англија има еден чуден став спрема Албанија и албанците. Тоа стана официјална политика, имаше протести на албанците во Лондон во ноември минатата година. Па не знам тоа како тие ќе напредуваат во Европската Унија. По однос на оставките, јас колку што знам, собранието наименува министри и министрите, ако сакаат да дадат оставка, треба да ја дадат оставката до тој што ги именувал, а тоа е собранието на Македонија. Таму се поднесуваат оставки, а не под некакви си тајни сокаци, ќошина и судворски лицемерни игри. Таквите игри на Дуи нема да поминат.
И не само што оставки, и други работи ќе дават, затоа што се знаа за минување. Ним расположението на народот им е познато и ќе речам готови се. Благодарам за отстапеното време. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Премиерот, односно првиот министер, а тоа е премиерот, односно председател на владата, е тој кој што го предлага мандатот. Собранието ги констатира тие предлози, а исто така и затоа и се поднесува оставката до премиерот, а потоа собранието тоа само го констатира. Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Оставките на ДУИ, и сега тоа е темата, сакам да кажем, тоа е добар потез на ДУИ, партиски, мислим дека тоа е оправдано, а сега е шансата на ВМРО, шанса е они да се докажат. Ајде да кажем едно, дека од утре да нема ни гласање, ни на избори, ништо, нека доја ВМРО на власт. И да видиме што ќе направи тој ВМРО. Знаеме ga нивното владење, знаеме нивниот капацитет, знаеме нивното знаење. Они Македонија нема никад ни на пат да извеат на правиот пат. ВМРО ќе работи против Македонија и ВМРО го неќе, цел свет го неќе, не само што лошо работи. Не е за Македонија ВМРО. Они кои се партија што мислят за Македонија требаше да уставот да дојде до Македонија да појде напред малку. Иначе едината Македонија, теја ако се уставо не се отворе, прашање како ќе биде едината. Да не кажувам сега некои непредвидливи работи може да дојдат. И затоа треба ВМРО да се освести и да биде народна партија и да малку да размисли со трзени глави и Мицкоски, неговите колеги таму. Кај ќе иде Македонија, другари, со политика на ВМРО? Кај ќе отидеме ние? Ја не дам, цел свет се залага за Македонија некој начин. Овие министри доаѓа од другите земји и кажа, германски кажа, дека нема да има други од Бугарија, некои други предлози, некои други барања. И сега ние се сакаме се да биде. Треба да се појават, после ќе се решават проблемите, еден по еден проблем ако треба. Овие ја мислим треба да се размислят и овие си. Благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со некого? Добар ден, повелете. Ало? Да, добар ден, повелете. Добар ден, господине. Добар ден, повелете. Видите, СДСМ како постоje се упропасти, господине. Од фабриките, земјоделие, сточарство. Кажите ми на Гранка што напри, дали една спортска сала напри, тоа што го напри Титово време и тоа го распадна. Болницата ушти предходната влада, благодарение на тај Будимпешта напри спортска сала, болница, старички дом. Може ли за темата да зборувате, господине, да ве замолам? Господине, може ли за темите да зборувате? Погледни го земјоделието, каде Благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете, добар ден. Огнен, добар ден. Добар ден, повелете. Оставките што министрите од ДУИ ги доставија, тоа се чисти блеф, знаат дека одговорот од ВМРО ќе биде негативен. Затоа што ВМРО знаат и зборат нонстоп под услов кога ќе влеземе во Европска Унија, тогаш да се пишат бугарите во уставот. Тие блефираат. Прво, во почетокот се сеќавате ли што вика, а ние имаме луѓе од ВМРО кои ќе гласаат со сигурност и ќе имаме кворум. Каде е тој кворум? Тука владата требаше да одигра главна улога. Кога дојде тоа прашање наред, бидејќи сами ја започнаа работата без ВМРО, да направат референдум, самиот народ да одлучи. Ако народот речеше да, тогаш немаше што да се буниме, може да се каеме, меѓутоа немаше што да се буниме. ДУИ како партија, мислам дека веќе треба да замине. Друго, сите пари од ова
наше конто што го имаме на државата веќе е прилегнато на сметки во странство. Гледате ли што пишува во странските вестници? Први сме кои европските донации сме ги злоупотребиле. Народот од тие донации нема ништо. Само го лажат народ. Огден биди поздравен. Благодарам за поздравот и јас ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Повелете. Има. Да, повелете, добар ден. Здраво. Здраво. Види вака, прескам слободна тема, кажа дека ова е да не е толку трагично и страшно, би било комично, ама бидејќи е хорор за македонецот и македонштината, значи овакви блефови се страшни за македонецот и македонштината, значи како македонци зборам, не за овие другиве. Другиве се други. Они си имаат друга работа, си бркаат своја агенда. Значи, овие блефирања мене ми откриваат една работа, дека се спрема големо предостово од овие што цело време ВМРО викаат. ВМРО е нешто што е дел од историјата. И партизаните се воделе по тоа ВМРО, и сите се водели, и Линдерско востание по тоа ВМРО, и нека не си го презимаат за себе. Ја не сум ВМРО-вец, нити ме занимаат, бидејќи видеа колку е саатот од нив, и нека го елиминираат тоа ВМРО. ВМРО сум си јас самиот, значи јас како македонец. Овие вакви изјави, мислам дека допринесувам за спас на Македонија. Иначе, овие ВМРО-вци, квази ВМРО-вци ќе ги речам, ја предале Македонија. Со овие вакви фолови што ги прават овие од ДУИ, тоа е веќе продадена работа, бидејќи се сите компромитирани. Го гледав вчера Страшо Ангеловски, истото што го кажувам и ја цело време, и он го кажа вчера, значи дадено им е да грабаат од буџетот, од државната каса, што сака да прават, да дивеат, тајне како правеа, кога ги градеа. Последно нешто зборат за клинички центар, па тој Никола го продаде. Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Ало, добар ден, дали сте јас на линија? Да, вие сте, повелете, добар ден. Добар ден, благодарам. Повелете. Вака, ова ми се чини само блеф на ДУИ, затоа што се задутре празникот Илинден. И сега СДС не знае како да се справи со ДУИ и со ВМРО, и сега ДУИ смисли добар потек, еве ние ќе ги дадем овие оставки, ќе ги депонираме, ама само ВМРО да гласа за уставните измени. И па зашто пред една година не го праша ВМРО дали се за или не се за уставни измени? Тоа е едно праша. Друго, ова некој што беше фудбалскиот надпревар. Каде е сега, ево, Бујар Османи да оди во болницу и да... Добро, ево, може би, ево, тоа не е, мислам, во контекст на ова, ама тука некако се софаѓа. Така да, малку и они треба да разберат. Не се работи само за нас. И ние сме, нашите чувства се веќе, ево, доста повредени. Имавме верба, ама веќе вербата ја губиме. И нашето трпение, ево, веќе при крај. А народот е оче. А мен не ме интересира кој е на власт, дали е ВМРО, дали е СДС или е било која етничка заедница. Било кој е да на целом државата, ама за да се бори за целата држава, за сите народи или националности, што живеат. А не сега само со услови и тоа со уцени. Па нив не име цел само за да влезат во небогари. Благодарам за јавувањето. Истече времето. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Ова е блеф на ДУИ за да дадат оставка, приведејќи
те ги знаат ги договорите са штетни за Македонија. А у корист за албанците. Поготово за Дуј. Другите албанци са добри. И не са од 2001 година. Зашто не го пита да праша и народу кои се ти договори и како се наследници не са, која не се тајни договори, пазарување за нацијата и жалбите на бугарите. Просто опозицијата не е присутна на овие договори. Затоа да знаеме што предлагат и што се пазаруват. Затоа е против. И опозицијата во МРДПМН са граѓаните кои има да верува. Ови се штетни договори, тебе се отфрлат и кривично да одговарат ако имаме суд. Ови се за нацијата, за договаране, дури и за јазикот, за историја, за се, за целосно за македонштината и за спортот и за химна и за знаме за се што е македонско. Да се отфрлат, да преминува во бугаризација и албанизација. Тоа на Османи желбата, ама ќе одговара за овие договори, овие пазарување и он, и сите овие што поддржуваат овие уставни измени. Тоа се кривични дела. Во никој држава не постои. Сите и поддржувачи, слушатели, гласачи и кои сакат промени на овој устав. Огна, тоа не е играчка. Ова е организација, капитулација со пенкало. Без војна. Без војна капитулација. Сите капитулации се со пенкало. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Да, повелете. Оставките на министри од ДУИ се депонирани. Значи, што сакаше овој Груевски те му дадоа. Не Груевски, пардон, Мицковски, како се вика. Едно е тоа исто, али не е битно. Значи, после гласањето на Уставот за промена, бугарите да ги стават у преамбулата, овие остатките се активираат. Значи, владата нема мнозинство, ќе се оди на избори. Ете им избори на ДПМН. Значи, нема никаков проблем тука да не се оди на гласање. Тоа што сакаат, тоа им се устерува. Не знам што сакаат повише они. Моje мислење е дека они сакаат да се спасат од криминалите. Ако почнеме ние да отвораме поглавја, правниот систем кој ќе се отвори, кој ќе се распашкаат суди тука од тефтерчето ваму, кој нема кој да ги брани, ќе почне до затвори да додат. Само тоа е целта, ништо друго. А една работа да ви кажам дека историјата се повторува. 45-та година од ДПМН не имало ни еден партизан. И не биле за таа Македонија тогашна, како што прв пат се створила у историјата на Македонија, него биле против, биле за Бугарија. Еве го истото сега се случи. Значи, нема тука многу што да се мисли овој народ. Таму еден господин се повикува на народот. Кој народ се повикуваш тебе? Ви има 200 души, таму 300, што сте платени по телевизија. Ве молам за другите гледачи да не зборувате. Ќе ве поздравам на крајот, само да ви кажам дека публикава ви е испод секакво ниво. Не исклучете го гледачот. Тоа не е ваша работа вие да кажувате, може да си го мислите, ама јавно да ги навредувате гледачите, меѓу кои стопатем сте и вие, бидејќи сега и вие сте јавени, и вие сте дел од публиката. Следен на линија, повелете. Добар ден, повелете. Само ништо не слушам, извинете. Може ли да проверите со телефонот дали е кај вас, бидејќи претивко за да биде од кај нас? Дали ме слушате? Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Добар ден, господин Огнен, до вас и до вашата емисија. Благодарам, поздрав, повелете. Сега може, ако случајно нешто погрешам, слободно исклучете ме, ама не мислам дека нема да погрешам ништо. Ајде, нема гајле. Не, вака сега. Значи, вика уставните за министрите од ДУИ. Зошто лично они се мотиве од ДУИ, особено од ДУИ,
се прават дека наводно се жртвени јагниња за Република Македонија. Кога беше, извини сега господин Огнев, кога беше сега за промена на името, зошто тогаш сите од албанците сите излегува да гласат за против уставното измена кој име на Република Македонија, за Северна Македонија. Сега пак исто го прават. Па да ви кажам право, јас мислам како македонец. Мислам дека сум не знам како да објаснам. И мислам дека стварно ова нема смисла. И ВМРО ДПМН, јас не сум партиски определен. И ВМРО ДПМН не е тој Мицкоси што он може да одлучи, него народот одлучува. И кој е тој Мицкоси што може да одлучи? Како јас мислам да кажам, кој е вамо тамо. Не може тоа. Значи народ одлучува. И како прво, една година никога не ги повикнаа на разговор. Овака ти биде. И сега ајде ќе уставно, па не може бе господин Огнен устава за мен да се менја. Како може од мене од некоја година да ми стават од трпкости, али трпчести да ми стават друго презиме. Тоа ти е уставот. Значи нема смисла, стварно нема смисла. Господин Огнен, пријатно убав ден сте најавал. Благодарам за јавувањето. Пријатно, ова не е кралството СХС или царска Бугарија за некој да ви ги смени презимињата да толку насилно. Не велам дека не е невозможно, не дај Боже да дојдеме до таков период, но тие времиња се далеку зад нас, со надеж дека останале, така што вие може и лично сами да побарате да си го смените презимето, доколку сакате друго. Впрочем, ние имаме и примери и меѓу политичарите и јавните личности на такви ситуации. Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Поздрав до вас. Благодарам, поздрав. Екипа. Па видите вака, добра е темата, али требаше некаде измеѓу тоа блеф и треба да стоеше што направивме од Букуреш 2008 со Македонија. Нема екран што ќе го собере сиот текст. Не. Затоа што гледачите тоа го забораваат. 30 години што направивме од 2008 за Македонија, значи какви отстапки. А во 2008 можевме да бидеме во Европска унија. И сега ќе бевме пред Хрватска, пред Словенија. Дали сте свесни што збораме на телевизија? Значи, 27, 28 колку се во Европска унија, ова ни го предлагаат. Ни го предлагаат ова што треба да се случи до ноември, 27. Значи, тие го прифатиле тоа и нас ни го предлагаат. И сега, ако нас се пак исто е проблем како во 2008, што ќе остане од оваа Македонија? Еден ова, друг тоа, значи готово е тоа. Готово е, завршено е приказната. Со Европска унија ти не можеш една мала држава да игра, како што ги слушам коментарите по телевизиите. Значи, опозицијата не треба да биде против. Значи, треба да постави државнички. А на избори, нека си победи. А сега, да не се повтори 2008. Ви благодарам, пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден, повелете. Да, многу некоректно од вас рибар од Климе да го вика, а вие да не му замерите, но мене ми замерувате затоа што сум кажал ќурка, а не сум спомнал кој е. Па вие вршите дискриминација врз ќурките, бе господине. Се извинувам. Добро, што да кажам, само го повикувам Мицковски, кога ќе ги добие изборите, апсене се. Ама даци од телевизија, од новинари, до шарени што го доведоа до ова. Поноац СДС, од министри за внатрешни до председатели, се изроди. За темата ќе ве замолам, ако може да зборувате, Ви господин. благодарам. Не, па тоа е темата. Не, тоа не е темата, господине, и вие сте свесни за тоа. Дека е тема, него ви пишувам дека само некоја си реченица. Кога ќе ставите тема, тогаш ќе зборам за тема. Па тогаш зошто се јавувате? Зошто си го мачите душичето, господине? Зошто си го мачите душичето? Зошто се јавувате? Тоа е, господине, многу ми е жал. Ако имате некакви проблеми, обратете се на специјалист, може да ви помогне сигурно како да ги решите тие проблеми. Мислам, ако за вас се сите околу вас изроди и што се не изнакажавте,
Не знам што друго да ви кажам. За тоа има специјалисти, може и со разговор, а има и медикаментозни терапии кои што може да ги добивате. Особено кога се јавувате некаде каде што не сакате, тоа значи дека некој ве тера и со сила. Ако сте киднапирани, трепнете. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Ало? Да, повелете. Во програма сум ја? Да, сте, повелете. Благодарам. Оставките на министрите од ДУИ се депонирани. Добро, тоа преска спомнав јас малку. И сега блеф или државнички потек. Па, знаете, зависи за кого. Зависи кој барал за дадата оставка. Од чиј диктат. Значи, диктатот од ВМРО беше ДУИ да излезе од владата, а тие да гласаат за уставните измени. Така беше. И еве го сега одговорот. Сега не знам што сака Мицковски. Еве го, значи, за некого е државнички потек, за Мицковски испаѓа дека е блеф. Сега, навистина, не знам како треба да одговориме ние на оваа тема. Најбово треба Мицковски да каже. Што значи сега ова? Значи, тоа што го бараше го доби. И натака ништо нема ги нигде ВМРО, само е вака нивните поддржувачи се лутат. Сега нормално некојаш да бидеме револтирани, да бидеме лути, не може секојаш да бидеме задоволни од тие што сме ги гласале. Тајна што е далеко од задоволство на оние што сме ги гласале, нешто да ни прикажат добро. Меѓутоа, навистина сега не знам како треба Мицковски, што треба да направи. Тој тоа го бараше, го доби. И многу тоа негово барање ме потсеќа на Радев, право да ви кажам. Исто како Радев да го слушам. Ставете ги македонците и ќе одиме во Европа. Ставете ги бугарите во македонскиот устав и ќе одиме во Европа. А впрочем тие во оние и други, значи се ставени веќе во уставот. Само не се назначени дека се бугари. А на крај крајава ја не знам кој овде малтретира бугари или не бугари, него било кој. Во оваа држава ако некој што не се чувствува како македонец, се чувствува поинаку, е малтретиран, ја не знам каде во... Истече времето, следен на линија, добар ден, повелете. Ало, добар ден и поздрав. Да. Поздрав, повелете. Видите, и ДУИ, и Сојуза на комунистите, што се на власт, знаат оти нема да има промена на услов. Тоа го знаат, и членството го знае. Меѓутоа, тоа е се борба за гласови. Се е блеф. Тоа е чист блеф. По Македонија наскоро ќе има избори, да се разбереме. Уставните измени нема да поминат. Шо они Мицковски. Абе, ВМРО има 300.000 членство. Тоа се слуша. Не се слуша Мицковски. Мицковски само преноси мислењето на членството. И они Мицковски така, Мицковски не смее не и пратениците да гласат. Не смеат да помислат да гласат, а не да гласат. Тоа може членовите на Сојуза на комунистите што сакаат да зборат, мора да нападат. Они мора да бидат и сплашени. Знаете, чека и лоша работа днес. Тие направија многу лоши работи за Македонија. Ја растурија државата, ја уништија македонската нација и сега треба да добијат казни. Од тоа се плашат. А казните ќе стигнат, ако не сега, на пролетни избори. А после казна. Така да, имаат право да се бојат, да се плашат, да се бидат нервозни, него тоа ги чека. Ви благодарам и пријатно. Благодарам за јавувањето, пријатно и вам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Имате добар ден, поздрав Николче Петресов. Поздрав, повелете. Благодарам. Од се срце до сите кои следат вашата емисија и сите вработени во 24 телевизија. Благодарам, повелете. Вака. Јас ќе кажам моето мислење. Дали оставките на министрите од ДУИ се депонирани или не, тоа ќе излезе на дело, ќе се докаже, ќе се види, значи да или не. Сметам дека направија отстапки затоа што прашање државата Македонија за да оди напред или да се врати по чори улици и некогаш кога владеја диктатурата на претходната власт да прават кој што сакат, криминал невиден, пари изнесени од државата, донесени до питачки стап и знаат дека треба да има одговорност сега кога веќе Европа се замеша, европските јавни обвинители и сите со ред и американците
дека некој треба да има одговорност. Со тоа што треба да има одговорност, не им одговара, на жал, на опозицијата на господинот Мицкоски, кои кажуваат блеф. Па и тој блеф кажа дека има 61 пратеник да ја оговори владата. Од тоа немаше ништо. Значи, блеф неколку пати. И значи тоа е намерата нему. Овај успех кој до сега е постигнат во НАТО и преговорите кои ги имаме со со членките земји на Европската унија, кои кажуваат многу За темата јасно, ќе ве замолам прецизно. за Дуи, господине. Да, прецизно со тоа што сметам дека исправно понашањето е на тоа што депонираат од страна остатките на Дуи. Да. Молим? Да, ве слушам, не, ве слушам. Исправно Добро, е. сакам да кажам дека крајно време да се освестат и опозиција и власт во интерес на сите граѓани, не партиски, значи да видиме она што се опоштува да завршиме. Благодарам. Благодарам за јавувањето. Следен на линија. Добар ден. Добар ден, Огнен, поздрав до тебе. Поздрав, повелете. Интересна работа овде се приметува. Дали е тоа перцепција или е стварност? Све што е за Македонија, некој ако кажува во интерес на Македонија, му се лепи етикета ВМРО. Дали овие од СДС не се за Македонија? Сите што се за Македонија се ВМРО-вци? Така по дискусиите заклучувам. И ова е чист блеф. Значи, ако Дуи така, толку е загрижен за Македонија, само треба хрватскиот устав да го прифатат, утре, најкасно задутре ќе бидат изгласани уставните измени. Еве, ја гарантирам. Ако се толку заинтересирани за судбината на Македонија, само хрватскиот устав и задутре сите ќе слават почеток на преговорите. Ама не е во тоа проблемот. Проблемот е што треба да се остане малце подолго на власт. Они се донесени со агенда од западните сили да истераат тоа што треба да го завршат, затоа упорно, затоа ќе бидат наградени. А глобално не гледа никој што се случува овде. Сме запнале Европска унија. Па вчера Кина 62 милиарди евра и донираше на Алжир. Тоа е за да се засели во БРИКС. Русија одржа тамо состанок со 17 африкански држави. За темата ќе ве замолам да се задржиме. Тоа е, значи, ние заслепени, Европска унија, као друго да нема. Која е Европска унија? Европска унија се распаѓа. Значи, дури да дојдеме ние до Европска унија, нема да постои. Нели гледате дека они од сиромасија, они нема да знаат што да прават, а не нас да ни донираат пари. И кои пари? Крвави пари што ги заработили од африкските држави. И таа Европска унија, што до 59-та година имаше зоолошки градини со живи луѓе. Последната зоолошка градина во Брисел е затворена 59-та година. Повторно ќе ве замолам за темата, господине. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Оставките на министрите од ДУИ се депонирани. Замолам, објаснете ми кај се депонирани? Кај премиерот Ковачевски. Не е точно дека се депонирани кај премиерот Ковачевски и ќе ве молам, како телевизија, немојте да ширите лажни вести. Министерот за надворешни работи беше гостин пред половина сат на една друга телевизија и кажа дека утре ќе биде депонирани кај министерот и до владата. Добро. Не е тоа добро, како добро? На која телевизија се извинувам? На Телма. Бидејќи јас веќе по 35 минути сум тука, затоа ве прашувам. Беше на Телма во пред почетокот на вашата. Бидејќи моментално го читам извештајот на Телма и нивниот извештај вели врз основа на тоа гостување депонирањето на оставка на министрите и функционерите на ДУИ до премиерот Ковачевски би се ефектуирала само доколку, значи веќе се не доколку, него тој беше ја ги цитирам поред, новите јас ви го кажувам извештајот, господине. Ама немојте вие да ми кажувате, кажувате и овде емисијата вие ја водите. Али пошто сте јавен медиум, Да, но јас сум тука, господине, 44 минути веќе во студиово. Јас работам, господине, па по 8 сати сум присутен на работно место. Господине, во студио 7, јас не сум го слушал интервјуто за кое што вие зборувате. Тогаш, ако не сте го слушали... Бидејќи велите дека пред половина час било интервјуто. Не пред половина час, пред 1 час. Пред 1 час? Да, пред 1 час. Нели пред половина час беше? Не, ама добро, не го видов сато се. А не го видовте, сега сигурни сте дека било пред 1 или пред половина?
Во 4 без 20 беше, во 15 сато и 40. Сигурни сте, бидејќи не ми делувате сигурно, затоа ве прашувам. Не, сигурен сум, јас вие... Оти бевте сигурни ни за пред половина час, затоа. Видете, не гледаш само јас Телма вести. Прашајте и други. Значи, зборувате оставете го гледачот, за министерот Бујар Османи, така? Бујар Османи, да. За Бујар Османи зборувате, добро. Да, директно го праша новинарот, се оставете ме да се доискажам. Еве ве оставив, господине, кој што гледате, ве вратив во програма. Значи вака, новинарот го праша директно. Кај кого се пратени, даени оставките. И Бујар Османи, министер, одговори дека утре ќе биде доставени до седница на владата и до премиерот. А ви овде во вашата емисија, во вашиот наслов, тврдите дека се депонирани. Добро. И то не е лажна вест? Не можам да кажам ништо, бидејќи изјавата не ми е слушната, господине. Ви благодарам. Значи, нашите информации се овие, а јас не можам да кажам ако сте слушнале нова изјава. Ма јас се слушнав од министерот. Јас не можам да зборувам за изјавата, господине, затоа што не сум јас слушнал. Ниту пат сум ја гледал. Ги давате овде наслов дека се депонирани? Затоа што нашата информација е таа, господине. Вашата, добро. Да, ние не работиме со исти информации, немаме исти извори. Добро, ама тогаш многу претходни информации проверете дали сте во право или не сте во право кога ќе ги реферирате на вашите. А вие во колку часот го гледавте интервјуто? Ви кажав пред еден час. Сигурни сте? Интервјуто беше на Телма. Дали беше интервју или изјава? Интервју, директно во гостин. Значи гостин бил во студиото на телевизијата? Да. Внатре во студиото бил? Во која емисија, господине? На Телма на Вестите. Во Вестите, внатре во студиото бил гостин? Да. Не бил во изјава на терен, не било на... Не. Кој беше новинар? То не знам. Не му го знам името. Не му го знаете името? Да, бе, властите што ги водеше... Нема да ми се обраќате со бе, господине, не сме овде на улица. Добро, не, така ме терате. Не, јас не ве терам, јас ви се однесувам со почит и ве прашувам прашања што се многу релевантни и кои што се важни, господине. Вие сте манипулаторот. Не сум ја манипулатор. Вие сте манипулаторот затоа што вие не ни знаете точно што ми зборувате. Ќе преземам јас мерки против вас. Да преземете слободно, ви кажувам, јас најотворено ви кажувам да преземете мерки ако сметате дека тоа е потребно. Не сметам, тврдам, ова емисија. Нема проблем, преземете мерки, нема проблем. Пријатно. Пријатно, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Да кажа, оставка на овие министри. Господине, вие се јавивте веќе на почетокот на емисијата, дајте друг гледач, режија. Не може 3 пати да звоните во иста емисија и да мислите дека тоа е во ред. Оваа емисија не постои за вас, за вие овде да си раскажувате приказни по цел ден со јавување. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Точно беше на Телма Бујар Османи во вестите, што Добро. каже господинот. Добро. Меѓутоа, не слушав све, не можам да коментирам. Добро, затоа прашувам. Без сигурни точни информации не коментирам никогаш, само можам да кажам дека видов дека стварно беше. Добро. Сега мислам дека ова е блеф, затоа што дуи буквално целата нивно функционирање све е со блефирање. Сега да бидеме малку искрени. Така да они на тој потез, со тоа блефирање, они така функционираат и така се долго време на власт. Меѓутоа, јас ќе кажам за Европска унија, многу пати сум го кажала. Тоа беше 90 и не знам се, ја карикирам, 3-та, 4-та, можда и 2-та година беше, кога ние имавме понуда да влеземе во Европа. Значи во Европска унија. Меѓутоа, тогаш уште народот не беше нормално свесен од едно општество во друго, идеш од комунизам во капитализам. Меѓутоа, функционерите што беа тогаш на власт беа многу свесни и нели Фрчковски компанија, таму други професори го направија уставот како што они си сакава и како она. Значи ние пропуштивме многу од 90 и некоја година. Ова многу убаво го памтам и многу пати сум го кажала. Така да ние сега, кога тогаш, овакво и кога французинот го викна Фрчковски да иде во Франција, го одби 90, исто и некоја година беше, значи вие што очекувате сега вие? Тепак Франција е една голема членка во Европска унија и вие, француски председател, да го одбиете на покана, да ви кажам, све се памти. Ако мислиме ние дека не, меѓутоа политиката е многу малку, како да кажам, јака работа, али и ризична и со незе многу се манипулира. Така да политиката се има многу и добри и лоши особини. Меѓутоа, ја мислам дека веќе дуи е прочитан и со овие брефови дека понатака мислам дека нема да може да функционира како што сака.
да кажеме. Иначе веќе е тоа доста. Да, истече времето. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам, ви посакувам бов ден. Останете с телевизија 24 на новите вести во 17 часот во Дневникот. Пријатно.